Почитувани представници на медиумите, извештајот на Американскиот State Department за инвестицијската клима во Република Македонија за жал го потврдува оно што веќе подолг временски период го забележуваат голем број меѓународни владини и невладини организации. А тоа е дека Македонија е земја со распространета корупција и земја која создава непредвидливи услови за странски инвестиции. Во споменатиот извештај покрај другото е нотирана фактичка состојба согласно која спроведувањето на антикорупцијските закони на моменти е слабо, при што селективно се таргетираат критичари на власта и престапници од низок калибар. Има кредибилни обвинувања за корупција во полицијата, обвинителството, судството и многу други државни сектори. Законите не се пишуваат врз основа на статистички податоци или анализи и најчесто се донесуваат со скратена постапка. Во извршувањето и на законите недостасува универзалната имплементација, што представува проблем за бизнисот и граѓаните. Бизнисот се жали за долги и скапи трговски спорови, кои се предмет на судски систем што создава правна непредвидливост. Примената на договорите и перцепцијата за нетранспарентни јавни набавки остануваат предизвик за бизнисот. Почитувани, горе наведените извадоци јасно го потврдуваат фактот дека во последните 4 години владење на СДСМ и ДУИ не можеме да забележиме некој посериозен и позначаен исчекор во реформата на правосудниот систем и јавната администрација, а со цел да се создаде подобро деловно окружување и соодветни услови за унапредување на економските активности. Продуктивна, ефикасна и високо конкурентна економија може да се создаде единствено преку деполитизација на правосудството и администрацијата и креирање на соодветни услови во прилог на барањата на бизнис заедницата, што за жал оваа владина коалиција во изминатите 4 години не успеа да го направи. Дополнителен доказ во прилог на искажаните аргументи е фактот дека во овој собраниски состав, кој наскоро го заокружува активностите од првата година од својот мандат, владата не понуди ниту еден суштински закон кој на преден план ја има реформата на правосудството и администрацијата. Наведените аргументи упатуваат на едноставниот заклучок дека брзите промени се неопходни, бидејќи без опипливи реформи, без создавање на подобри и предвидливи услови за деловната заедница и обезбедување на поквалитетни и подобро платени нови работни места за нашите граѓани, нема да има видливи економски резултати и одржлив економски развој. Големиот број на меѓународни економски, финансиски и инвестициски извештаи за жал само ја потврдуваат суровата реалност во Македонија, која секако дека би можел да биде промената преку квалитетна, одговорна, честна и континуирана работа. Представниците на бизнисот, работниците и граѓаните очекуваат да им биде понудена соодветна економска и развојна инвестициска програма, заснована на реално остварливи проекти, кои не само што ќе бидат дополнителен поттик за внесување на нова енергија, туку истовремено ќе ги зголемат и нашите заеднички очекувања, оптимизам, известност и перспективност во прилог на остварување на поставените стратешки економски цели и приоритети. Ви благодарам. Дали имате некој прашање? Повелете. ВМРО ДПМН има пратеничка група која што е составена заедно со коалицијата од голем број пратеници. Нашата цел е да се донесе оваа резолуција, бидејќи содржината на оваа резолуција е насочена кон заштита на националниот интерес, на нашиот идентитет и јазик. Ние како пратеничка група, заедно со председателот на партијата и извршниот комитет се координираме при носење на секоја одлука која што е поврзана со некое позначајно гласање. Така да јас во овој момент не сум во ситуација да говорам од името на сите пратеници, но верувам дека ќе има обсежна дискусија по ова прашање и сите треба да си го поставиме прашањето дали е целта заеднички како општество да се обединиме околу една резолуција. Тоа кога ми кажувам сите, мислам на сите политички субјекти кои што се дел од собранието, да го поставиме прашањето дали не е целта да се обединиме или да се разединиме околу ова прашање. Јас мислам дека треба да се обединиме и да го утврдиме тоа што веќе го кажнале врвните научни институции како што се МАНУ и Универзитетот Свети Кирил
и методи. Така да, конкретниот одговор на ова прашање, веројатно ќе го добиете на самиот чин на гласање, кој што се надам дека ќе се случи во текот на оваа недела. Медицински денеска предлог законите и за државјанство и за лични карти се на собраниски комисии. Еве конкретно како ќе делувате вие, дали можеби за личните карти ќе го прифатите амандманот на ВЕС за етничката припадност и дали можеби евентуално ќе интервенирате со амандмани за законот за државјанство, сепак се во второ читање, да, меѓутоа кои се моментално вашите позиции? Нашите позиции се дека ова собрание треба да биде насочено кон остварување на стратешка цел на Македонија, а тоа е полноправно членство во Европската унија. По еден од овие закони, јас гледам флагрантна повреда на европското знамеце, што е недозволиво и моето чувство е како тоа да станува секојдневна пракса во собранието. Кога гледаме желба за дискусија, желба за јавна расправа, желба за поголем број амандмани кои што се суштински голем дел од нив, бајпасот е злоупотребата на европското знамеце. По однос на законот за лични карти. Јас може да имам еден субјективен став, но кога со мојот субјективен став ќе се спротистави стандард кој што произлегува од Европската унија, преточен во директива или регулатива, кој што не е знак прашање дали сакаме или не сакаме, туку ако целиме кон Европската унија мораме да го применуваме, за мене лично, како пратеник, тука нема дилема. Така да, овие две прашања може низ диалог да бидат многу лесно решени, доколку ги гледаме низ призмата на европеизацијата на нашето општество. А доколку продолжи оваа пракса на дневно пазарење, на свесен хаос кој што се создава во собранието од страна на мнозинството, не на опозиционите партии, бидејќи мнозинството е тоа кој што доаѓа со земи или остави решенија и потоа се жали на опозициски отпор. Се дури нема култура на диалог воспоставена од парламентарното мнозинство, ќе имаме состојби како што ги гледаме сега во собранието. А решението е многу јасно. Само низ призма на европеизацијата на општеството. Може ли само поконкретно ни ми одговоривте за етничката припадност? За графата најмногу реакции предизвика и претходно реагиравте и вие како ВМРО ДПМН, односно сега моментално сепак тоа ќе се разгледува, Мислам дека има многу конкретен став од страна делегацијата на Европската унија поврзан со конкретна регулатива и директива кој што мораме да ја примениме ние како држава, така да не се работи за желба, се работи дали ќе носиме закони кои што се усогласени со Европската унија или ќе носиме закони кои што се спротиставени со Европската унија. Во таа насока мојот личен став е колку јас со нешто да се согласувам или да не се согласувам, ако е тоа спротиставено со стандардите на Европската унија, тогаш мислам дека како општество треба да сме внимателни, бидејќи ние многу лесно можеме да носиме закони и да действуваме спротивно на европските вредности, но потоа се соочуваме со реалноста, а реалноста е извештај како тој на State Department, кој што ни го нотира тоа што ни го нотира во правосудството и администрацијата, и реалноста ќе биде извештај на Европската комисија кој што ќе каже дека ние во собранието сме донеле закон кој што е спротивен на највисоките стандарди на Европската унија. Тоа е луксус кој што Македонија не треба да си го дозволи, а патем само ако е поддржано од мнозинството ќе ги потврди нивните заложби спротивно со европските интеграции.